Здраво, ракови! Ова ќе бидат вашите тарот пораки за јануари 2026. Јануари 2026 што ќе донесе за раковите ќе видиме сега. Првата порака која имам за вас е дека вие раковите со нешто се борите. За сите е различно, нели зборуваме за многу од вас, па така за некои ова е борба во љубовниот живот, за некои од вас се борите со финансиски некои ситуации, а некои од вас пак се борите со вашите мисли. Вие сте биле во тешка ситуација во врска со ова, и велам сте биле затоа што сега во јануари нештата се менуваат. Да почнеме од тие што се борите во љубовта, со љубовни некои, да не речам проблеми, ќе речам ситуации. Вие со партнерот имате некои недоразбирања и овие недоразбирања доаѓаат од другата страна, не од ваша, затоа што најверојатно партнерот има некои нереални очекувања во врска со некоја ситуација. Ве притиска, сака нешто да се рече, сака нешто да се направи, нешто вие конкретно да направите, да отидете, да речете, нешто од вас се бара, меѓутоа вие знаете дека тоа е невозможно, дека тоа не може да се случи и сте сега со тоа се занимавате. Партнерот притиска, а вие едноставно не сакате. И до сега тоа беше така, меѓутоа во јануари, во некој момент од јануари, јас гледам дека вие ќе успеете да ги надминете овие ситуации, а веројатно ќе успеете да му докажете и да му покажете на партнерот како стојат реално нештата и какви треба да бидат и неговите и незините очекувања. И тоа е тоа околу љубовните ситуации, а сите вие кои мислите дека не можете финансиски нешто да остварите и да успеете, сте биле во многу ментално тешка ситуација, затоа што ова реално не се финансиски проблеми. Јас не ги гледам такви, вие не сте во некаков недостиг или во некоја сиромаштија, меѓутоа конкретно околу некоја работа сметате дека финансиски не сте моќни. И тоа многу ви прави проблем, некако сами себе си го стварате ова како проблем и нешто ќе се случи, не знам што во јануари, меѓутоа на оваа тема ќе се олеснат некако работите. Може би едноставно ќе сватите дека па ништо не е така како што вие го замислувате. Вие можете се, едноставно треба да бидете малку поопуштени. Или пак малку да ги одложите нештата, ако дотолку сметате дека не сте финансиски во ситуација нешто да направите, доколку пак се борите со вашите мисли и чувства, нешто од некаде доаѓа, некој извор има, дали тој извор е однадвор или пак внатре во вас нешто се случува, вие нешто се борите со мислите и чувствата, сметате дека не сте доволно добри, не сте доволно паметни, не сте доволно моќни нешто да направите. Истото ќе ви го кажам, во јануари нешто ќе се случи, од нешто ова ќе поттикне од некаде нешто за да се случат работите, да почнат да се менуваат во јануари и вие да застанете цврсто и да наоѓате решение за сите овие поединечно нешта кои ги споменавме. Следната порака што ја имам за вас раковите, најверојатно е продолжение на ова последно што го кажавме, затоа што јас гледам дека некои од вас раковите сте наоѓате во една тешка ментална состојба. Ментална. Може би ова произлегува од некој проблем кој некогаш сте го имале. Може би се случува сега, како и да е, поттикнате од нешто и сега вие сте во една тешка ментална состојба каде што не можете да излезете од ова, а очајно посакувате ова да заврши. Толку почна да ви измачува, толку немир ве ствара,
не можете да се носите со ова. Што е, вие знаете, јас гледам неколку ситуации. Една од тие ситуации е тоа што вие сте влегле во некаква врска. Ова врска може да е и романтична и не знам, во полето на кариерата, работата, семејството, пошироката фамилија, не знам, во некаква врска од која никако не можете да излезете. За некој пак ова е, вие сте во некој круг, во некој магичен круг во вашиот ум и во вашата психа, од која не може да излезете. Нешто ве мачи, некои мисли постојано ве мачат. Сами ви доаѓаат, да, не ги сакате, не дека вие сакате ова да ви се случува, меѓутоа ето се случува, сами доаѓаат и толку ве притискаат, толку ви измачуваат душата, што очајно сакате ова да заврши. И сега, може би па и реален е за некој од вас ова проблем, постои некаков проблем, некаква ситуација во животот ваш и вие се измачувате повеќе, се измачувате ментално, отколку што реално е голем овој проблем. Да, токму тоа, ова сакам да ви го кажам, дека овој проблем не е толку голем, колку што во вашиот мозок, во вашиот ум изгледа. Барате начини, да, не велам не, барате начини како да излезете од ова, меѓутоа, ова е судбинско. Тоа мора да го знаете. Ова е од судбината, ова е од животот. Ова мора да се случи и низ ова мора да поминете. Ова мора да го проживеете и не смеете да се откажете. Колку и да е тешко, никако не смеете да се откажете. Господ ги дава најтешките проблеми, не велам ситуации, кај најсилните луѓе, така и вие сте силни и вие ќе поминете низ ова. Ако не е толку големо и страшно, ако е само во вашиот ум, во молам, имате начини сега како да излезете од тоа, имате милион начини како да си помогнете, како да си ги ослободите мислите и пробајте, направете се што можете, затоа што време е веќе да се ослободите од овој проблем. Следната порака за вас раковите е ситуација во која вие сте вклучени, нешто се случува, правите нешто. Сега ова може да биде во врска со се, може да биде домот, кариерата, индивидуално, приватно, лично, нешто ваше, љубовта, се може да биде и нешто се случува веќе извесно време, долго време. И сега вие сте дошле во ситуација да чувствувате незадоволство од сето ова. Може би веќе не чувствувате никаква страст во нешто го правите. Буквално во нешто го правите, не чувствувате страст. Здодевно ви станало една иста рутина, не ја сакате повеќе, и ако е во работата и кариерата, веќе направите некои необични чекори и веќе ќе промените кариерата. За многу ова ќе биде шок, изненадување, ќе се чудоневедат луѓето зашто ваква одлука. Меѓутоа сметате дека е добра одлука затоа што веќе вас ви треба нешто што ќе ве врати во живите, така ќе се изразам апстрактно, и ќе направите, нема да чекате да се случат нештата сами од себе, вие ќе направите нешто. Ако за некој од вас пак ова е нешто поврзано со вашиот физички изглед, вие сте уморни од она како можеби моментално ви изгледа косата, моментално изгледате некако физички и ќе направите нешто. Не гледам хируршки зафати, меѓутоа гледам некои промени, можеби ќе ја бојадисате косата во некоја необична боја, можеби во боја во која за која досега сте мислеле нема, никогаш не би ја бојадисале така, меѓутоа веќе се случи сега во януари. Многу од вас ќе направите, значи, некакви промени и во вашиот физички изглед. Доколку се работи поврзани со здравјето, тогаш нешто ќе се случи, нешто
нешто ќе најдете, можеби досега користевте некакви лекови за некоја состојба, но тоа не ви помагаше, никако не ви помагаше. Исто е сега нешто ќе се појави, некаква можеби алтернативна медицина, нешто чудно и необично. И тоа навистина конечно ќе почне да делува и ќе забележите промени на подобро и работите конечно одат на подобро и поубаво. Следната порака за јануари е ситуација во која вие нешто правите, меѓутоа прескокате некакви чекори и нештото не функционира. Се може да биде, може едноставно сакате според некој упатство нешто сакате да изградите, меѓутоа прескокате некои чекори и ова не може и на крајот гледате дека не е тоа не функционира, не можете да го изградите. Може до толку ситно да е, може да е некакви проблеми. Вие да речеме ева сте се вселиле во нов дом, стан, куќа и тука нешто не функционира, не можете да го најдете изворот на проблемов. Не знаете и најверојатно ќе треба да повикате помош луѓе кои се разбираат од ова и за жал морам да ви кажам дека ќе имате финансиски трошоци во врска со ова. Сега за некој пак може да биде грејењето проблем. Едноставно нема да работи климата, нешто нема, не знам, некој апарат можеби ќе се нема да работи, нема да функционира како што треба, можеби вие мислите дека вие само не знаете да вклучите нешто како што треба, меѓутоа јас не мислам дека е така, јас мислам дека за ова ќе ви треба помош и ќе треба ќе треба да потрошите некои пари за да платите најверојатно луѓе што се разбираат повеќе од вас во ова. Да, во грејењето, вие некои пак кои се греете на дрва со печки, со камини, можеби со дрвата некаков проблем или пак со печката, каминото, оџаците, не знам, не се разбирам од тоа, ќе има некаков таков проблем и ќе имате вие непредвидени некои трошоци во врска со ова. Не е нешто страшно, не грижете се. Тоа што мора да се направи, мора да се направи. Друго во поглед на оваа порака, морам да кажам дека можеби пак нешто сте купиле некој апарат, сега тој нема да функционира онака како што вие очекувавте. Затоа што можеби сте сгрешиле, сте купиле нешто колку да заштедите, сте ја купиле по ефтината варијанта, но сега ќе се уверите дека сте сгрешиле. Ако пак нешто е поврзано со домот, куќата, конкретно физички куќата, станот во кој живеете, можеби тука пак само имате некои непредвидени трошоци, нешто едноставно не функционира како што треба, потребно е да се замени некој дел на нешто, може не има врска со ова што претходно го споменав, може возило, некој друг си апарат во домаќинството, не знам. Нешто такво е, меѓутоа нешто страшно, не се тоа пари што не може да си ги дозволите. И последната порака за вас раковите е конечно една многу убава порака. Нешто од минатото се враќа во вашиот живот. Нешто од минатото, може конкретно нешто се враќа, некоја ситуација, некои луѓе, некоја состојба, а може би пак само конечно тој рак од минатото кој вие сте, конечно се враќа од овој витез првиов и тој ве представува вас раковите. Вие конечно доаѓате на себе, станувате овој крал, се враќате во вистинска, во вашата вистинска состојба. Се враќа она вистинското ваше јас, со целата ваша енергија, она грижливост, она љубов што ја чувствувате кон животот, кон светот, кон луѓето, таа нежност, тој сензибилитет, па и таа сексуалност. Конечно се враќате вие онаму каде што сте, таму каде што сте, таму каде што припаѓате. Може физички се враќате, да, а може би само, како што кажав, се враќате конечно своји на своето сте.
вие сте сега, сте биле, вие сте овој човек, оваа личност. Но некаде по патот се изгубивте себе си. Заради сите тие ситуации, сите тие проблеми, сите тие години. Се изгубивте некако некаде. И сега конечно повторно се враќате. Но овој пат, не само сето она што го наведов, туку и многу постабилни, многу поискусни, па ета, тие ситуации ве направиле и многу посилни. И многу посамостојни. Сега веќе може да си дозволите се што ќе посакате, вие сте зрели, вие знаете, ја имате мудроста. Имате едноставно се што ви треба. Може би си тоа е поттикнато од некоја ситуација во минатото, може би некој од минатото се враќа во вашиот живот и повторно ќе го разбуди тој стариот рак. Или пак може би едноставно преку некои ситуации дома, самите со семејството, ќе евоцирате спомени, ќе гледате албуми и ќе се подсетите кој всушност вие бевте. А може би ќе се случат реално и некои настани кои ќе ве подсетат кој вие реално сте. Вие сте една прекрасна личност, сите знаеме кои се раковите, најемотивните во зодијакот и конечно ќе се дојдете на своето. И па, драги ракови, јас ви честитам и ви ја честитам новата 2026. Ви посакувам здравје, среќа и успеха до следната наша видео. Чао, чао!